И ете сме назад во студиото, како што веќе најавив со нашата прва гостинка и прва тема. Во следниве 15 на минути ќе зборуваме за еден навистина значаен светски настан кој оваа година се одржа токму кај нас. Станува збор за 14-тиот меѓународен форум за енергија и одржлив развој. Овој форум кој ја обедини темата од цели кон акција, напојувајќи еднината со одржлива енергија, собра повеќе од 700 учесници од целиот свет, меѓу кои представници на влади, експерти за енергетика, научници, претприемачи и представници на граѓанскиот сектор. Најавив и пред музиката, но за вас кои што не се вклучувате сега, потсетувам за повеќе детали за процесот, резултатите и пораките од форумот. Со нас утрово во студиото е Александра Димова-Манчевска, менаџерка на проектот во UNDP, која директно го водеше овој цел процес од македонска страна. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. На почеток, кога се дозна дека Македонија ќе биде домаќин на овој 14-ти меѓународен форум за енергија за одржлив развој и како дојде до тоа форумот да се организира кај нас? Па беше еден подолг процес. Се сеќавам лани некаде во август во разговор со постојаниот представник на програмата за развој на Обединетите нации во Македонија. Он ја изрази идејата што мислиме ние колегиумот да го донесеме овој форум во Македонија следната година. Тогаш само што беа завршени изборите и само што беше основано новото Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Се сеќавам дека функционираа во зградата на владата. Закажавме еден состанок и буквално министерката Божиновска уште во првиот момент знаеше дека тоа е тоа што требаше да го направиме. Значи следеше период каде што имавме активно застапување, лобирање пред економската комисија на Обединетите нации во Женева, потоа во Банкок и резултатот беше тој што го имаме, дека Македонија ќе биде домаќин на 14-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој. Значи еден подолг процес, меѓутоа активно вклучени низа страни за истиот да го донесеме тука. Многу учесници, кажав и во најавата, колку од прилика и од кои делови од светот дојдоа на гости во Скопје? Буквално целиот свет. Партнери во оваа задача ни беа 5 економски регионални комисии на Обединетите нации кои што покриваат еден поширок глобален регион. Па буквално околу 700 луѓе беа физички присутни на настанот, доаѓајќи од Латинска Америка, од Северна Америка, Африка, Азија, Европа, дури од Австралија. А онлайн ни се приклучија уште многу повеќе. Ние имаме некоја вкупна евидентирана бројка од околу 1000 учесници на форумот. Така. Годинешнава тема беше од цели кон акција, напојувајќи еднината со одржлива енергија. Кои се клучните аспекти на оваа тема што беа истакнати? По правило, форумите, рековме ова е 14-тиот, ги дефинираат своите теми, ги врзуваат со одржливите развојни цели. Одржливата развојна цел број 7 ни вика дека треба да обезбедиме енергија која што ќе биде достапна за сите, која што ќе биде безбедна за користење, која што ќе доаѓа од обновливи и од чисти извори. Така да и овој пат ја поврзавме темата, генералната тема со оваа развојна цел, значи од цели кон акција да поиме еднината со обновливи извори на енергија. Така. Ајде околу сесиите колку ги имаше и кои беа главните теми што се обработуваа во текот на деновите? Тоа беше еден многу комплексен процес да се организираат толку многу сесии. Имавме 11 сесии кои што во 3 дена се организираа паралелно, по 4 сесии на ден. Тие сесии имаа па низа подсесии, да речеме бројката стигна некаде 38 подсесии, различни теми на разговор. Генералните теми кои што ги покривме беа поврзани сите со енергетиката и со одржливиот развој, меѓутоа еве неколку беа финансирање, можности за финансирање на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Друга тема беше дигитализацијата. Трета тема беше вмрежувањето, безбедноста, отпорноста на системите.
Интересна тема која што ја фативме беше исто жените во енергетиката, младите во енергетиката, така да имаше 11 теми, сите поврзани со енергетика, меѓутоа од различен аспект покриени да го изрази интересот на сите заинтересирани страни, на сите учесници. Која беше улогата на UNDP и на 5 регионални комисии на Обединетите нации во организацијата и спроведувањето на форумот? UNDP беше главниот партнер на Министерството за енергетика и рударство и минерални суровини. Заедно со 5 комисии, регионални комисии на Обединети нации, го почнавме процесот некаде поактивно, сега кажувам веќе, февруари-март, каде што имавме координативни онлайн состаноци. Беше многу интересно да се види како експерти на темата од Чиле, Етиопија, Либија, Швајцарија, Тајланд, буквално и ние во државата, буквално разменуваме искуство и ги детализираме работите како треба да изгледа тој еден форум. Сепак главниот кредит во целиот овој процес оди кај министерката, кај нејзиниот тим, затоа што едноставно тие беа машината која што го водеше целиот процес. Так. Ајде малку и околу дебатите и дискусиите што се случуваа меѓу владени представници, експерти, бизнис лидери, академици, се извлекували некои заклучоци, се дадоа ли некои смерови за некои важни сегменти за граѓаните во однос на овие теми? Ова беше многу корисен момент создадовме, затоа што на самиот настан беа поканети околу 170 експерти, панелисти, кои што ја покриваат енергетиката од една различна област. Имавме представници, високи представници на држави, имавме представници од меѓународниот финансиски сектор, меѓународните финансиски институции и од енергетските заедници. Кога ќе ги соберете сите овие луѓе кои што се активно долги години вклучени во оваа тема, ентузијасти кои што навистина веруваат во тоа што и во пракса го прават, резултатот, убавата дискусија не изостанува, така да различни теми, споменав околу 40 подсесии, од различен аспект сите покриени, дали станува збор можности за финансирање на обновливи извори од призмата на бизнис секторот, од призмата на меѓународните организации, значи жените, младите. Мислам дека се создаде форум да се размени искуство, знаење кое што ќе може да биде применато и од страна на останатите слушатели. На крајот на форумот беше потпишана декларацијата Скопје. Што представува таа? Кои се главните заклучоци? Идејата беше да се направи документ од страна на учесниците на форумот. Добро. Тој документ, драфт верзијата, првичната верзија беше подготвена од страна на организаторите и беше ставена на веб страницата за да може во текот на самиот форум учесниците да дадат собствени коментари. Представува еден патоказ, еден насочник, каде што ние, учесниците на форумот, потпишан во наше име од страна на министерката Божиновска, на амбасадорот Григоријан и на директорот на Комисијата за одделот за одржлив развој Дарио Лигути, каде што значи ние, учесниците на форумот, бараме од владите во светот да превземат одредени и конкретни мерки за енергетика во насока на одржлив развој. Сега тука имаше неколку теми, например, едно од нашето барање беше да се поттикне меѓународна соработка со цел да се гарантира стабилен и безбеден проток на енергетски ресурси и критични минерали. Друго барање беше да низ овој процес
ниту еден граѓанин на планетата Земја не биде изоставен, да се креираат програми за субвенционирање, каде што ќе може да се помогне на одредени ранливи категории, да се креираат образовни програми, каде што ќе може да се направи реедукација, тренинзи на вработените со цел да се шифтаат кон овој вид на производство на енергија, да се креираат платформи каде што ќе може да се разменуваат знаења, податоци, дигитализација на енергетските системи. Така да, тоа се во принцип клучните насоки кои што ние, учесниците на форумот, ги бараме од владите во светот. Така. Кои конкретни чекори или акции би се превзеле како резултат од форумот на национално, регионално ниво? Ја она што го видов на самиот форум и мислам дека тоа е лична заложба и на министерката Божиновска и на другите високи представници кои што дојда и беа дел од форумот, дека ова е тоа што мора да се направи. И мислам дека и самите представници на властите ќе се заложат во иднина да водиме ни нови процеси во развојот на енергетиката во државите, регионите, па и на глобално ниво. Тоа е неизбежно, тоа мора да се случи како еден од начините за справување со климатските промени, меѓутоа и како начин за унапредување на квалитетот на животот на секој еден граѓанин и во држава, регионот, но и пошироко. Така. А од ваше искуство до сега, колку ваквите форуми влијаат врз политиките за одржлива енергија и соработката меѓу земјите? Еве ако иземеме регионален контекст. Влијаат затоа што едноставно кога ќе се соберат толку многу луѓе кои што веруваат во таква идеја, навистина се креира ситуација да мора да се иде натака. Нема друго. Мораме да продолжиме кон трендовите кои што ги поставува западниот свет. Имаше ли млади луѓе на Имаше форумот? млади луѓе. Се интересираат ли за овие теми? Учествуваат ли? Имаше млади луѓе и една од клучните теми на која што се фокусиравме беше како младите, како да се создадат можности за младите да се вклучат во оваа комплексна тема. Енергетиката сепак е малце покомплексна тема, треба малце предзнаење за да почнеме посериозно да ја работиме. И ова беше еден таков момент кој што ги истражуваше можностите и начините како тие млади да им се создаде, да се креираат можности, активно да бидат вклучени во носењето на одредени политики поврзани со енергија и со одржлив развој. Така. И ето за крај кога ги споминавме младите, кој би бил вашиот совет или порака до нив и сите заинтересирани за одржлива енергија и иновации во овој сектор? Овој сектор, заедно со секторот дигитализација, е еден од сектори кои што се најбрзо растечки и кои што најинтензивно се менуваат. Така да трендовите мора да се пратат и мислам дека и ние како држава имаме огромен потенцијал да се ставиме на таа сама мапа каде што секоја добра идеја би била препознаена, каде што иновациите би биле поддржани со цел да бидеме дел од тој еден глобален пазар на кој што и ние како млади, како држава би можеле да конкурираме. Така. Ова се одржува еднаш годишно, така? Ова се одржува еднашка годишно. На 14-тиот форум во нашава земја беше донесена одлука да следниот се одржи во Кина, така да 15-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој ќе биде во Кина. Благодарам. Што велат, какви домаќини бевме, што велат гостите? Гостите се отидоа на вистина задоволни, да, затоа што ние поставивме едни нови стандарди за начинот на кој што се организира овој форум, од темите, од бројот на учесници, од бројот на панелисти, од дизајн, сетинг, буквално мислам дека сите аспекти ги покривме, така да сите беа и со пофалби и задоволни.
Честитки уште еднаш за нели до сите кои што на било каков начин бевте вклучени во сето тоа. Благодарам што од гледиште на UNDP утрово дојдовте тука да го искоментираме значењето на овој меѓународен форум за енергија за одржлив развој. Се гледаме ние повторно за некој нов проект. Се гледаме. За жал, тема загаден воздух ќе ни биде повторно, или како доаѓа есен, влегуваме во повеќе зборување на таа тема, па ќе се видиме и за тие проекти во студијата. Така, благодарам уште еднаш. Во 8 часот ќе ги најавам првите вести на јавниот сервис во рамките на утринската програма, пред тоа музика и дел од програмската понуда.